Само месецов биле регистрирани 26.000 прекршоци од страна на паркираните возила во град Скопје, а уште помал број на граѓани ги пријавуваат. Хаосот со кој се соочуваат скопјани секојдневно конечно ќе добие делумно решение. На конференцијата Паркирај совесно беа присутни и градоначалникот на Скопје Петар Шилегов, како и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, и соопштија дека младите ќе имаат огромна улога во поправање на секојдневните проблеми кои настануваат во скопскиот сообраќај. Министерството за внатрешни работи во соработка со јавните предпријатија за сообраќај во град Скопје ќе најде начин како да го вклучи гласот и на младите, кои ќе играат огромна улога во евидентирање на прекршоците што ќе ги извршат несовесните возачи. Учениците ќе ги пријавуваат совесните и несовесните со познатите хаштагови, а оној кој ќе добие најмногу внимание ќе оди на едукативен камп во Грција. Директорот на јавното предпријатие на Паркинзи во Скопје, Васко Кичевски, објасни како проектот ќе се доближи до младите возачи. Знаеме дека хаосот во град Скопје пред се со паркирањата, потоа и со сообраќајните проблеми е огромен, затоа ваквата едукација е нужно потреба на оние кои што тек до прво ќе се вклучат во сообраќајот. Втората фаза која што се работи, која што ќе биде по 2 месеци од отпочнување на овој проект, е всушност заедно со нашите контролори и контролорите на градски паркинг, воедно и сообраќајци и средношколците ќе искочиме на терен и ќе ги предупредуваме и казнуваме оние кои што се непрописно паркирани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски присуствуваше на денешната промоција која понуди решенија на проектот Паркирај совесно. Решавањето на проблемот со непрописно паркираните возила е особено важен за да се зголеми безбедноста на пешаците и велосипедистите, чии што простори за движење се узурпирани од непрописно паркирани возила. И овој проект е пример како со заеднички ангажман на институциите може да се работи на решавање на овие проблеми. Тука збор кажи и таткото на Скопје, Петар Шилегов, кој ги поздрави како што тој ги нарече омилената категорија на граѓани, учениците, и вети дека проблемот со сообраќајот во најскоро време ќе се реши. Овој проблем не може да добие моментално или инстант решение, имајќи го предвид дефицитот на одбележани места и е предмет и на анализа и на една посериозна обработка, а паралелно значи проекти на град Скопје во соработка со соодветните општини, а паралелно со ова ние како град во текот на изминатата година се обидуваме да го дестимулираме автомобилскиот сообраќај со уведување на малку поатрактивни содржини и зголемување на можностите кај граѓаните на градот за алтернативен вид на јавен транспорт со цел да ја имаме одржлива урбана мобилност во градот Скопје. Градоначалникот на град Скопје каже дека се потпираат на така наречени смарт или паметни решенија, па така проектот ќе овозможи и дополнителна дигитализација на улиците, односно ќе има поголем број на камери кои ќе ги евидентираат прекршоците.